за ова живеам уште како мал, што и да сум посакал би сонувал, па е добивал. Не верувам во зло и криминал, да ги имам сите пари на света, вас би ги дал. Во студио во Република си ги имаме Тони Зен и Нино Васков. Пред се те немаше 2 години, може би повеќе во медиумите, не те имаше не само со после албумот што не те имаше ни со песна, туку опште те немаше. Што правиш? Ова го правевме. Тоа е Флека. Како идеја се постоеше многу одамна и решивме да се фокусираме на создавање и креирање на нов бенд. И си паузирав едноставно затоа што осекав таква потреба да не бидам присетен медиумски посебно, затоа што таа пауза, тој одмор, секој артист има потреба да го направи и така се случија работите како што се случија, све си е на место, ништо не е случајно и сега дојде правиот момент да се презентира новиот бенд Флек, нова идеја, нов концепт, поодамна спреман. Микроскопски организам е целиот материјал што е сега за сега спремен со нови аранжмани од страна на Нино Васков и другите членови од бендот и сега за сега тој материјал се представува и се свири. Имавме промоција концертна во Кино Фросина во МКЦ и продолжуваме понатака со настапи и презентација на Флека каде што има услови нормално. И затоа и таа пауза беше, нели, таа промен. Мислам, супер ми дојде да се кажам. Така. Што е Флека? Кој ќе ви биде концептот, на што ќе целите? Флека не може да се дефинира кој е концептот. Можеме да кажеме дека сме се собрале луѓе кои што имаат заеднички слух, вкус, како и да го кажеме, и сме се насочиле кон некаква цел, која што е заедничка цел. И сега, нели, кога сам почнувам да правам нешто и имам некаква цел, иде тоа многу потешко, меѓутоа кога ќе се најдат повеќе луѓе, целата таа енергија на многу поинаков начин се манифестира. И сега во одреден дел ние сме собрани луѓе кои што имаме заедничка цел и остваруваме по тој начин, низ музика. Денеска е музика, утре може би е нешто различно, меѓутоа тоа е начинот. Така да Флека не можам да дефинирам точно што е. Флека е флека, дамка. Затоа што се флекаме кога јадеме кихирики и бадеме. Вие сте пред се и сите пријатели што сте моментално во групата и уствари... И сите се флекаме. Сите се флекате. Мајка ми викаше флекле. Долгогодишни соработници сме, мислам, сите, тоа како да кажам, сите пријатели што ни се на тоа го повторувам веќе некој време, дека сите пријатели кои што ни се од истата фела, не знам како да наречам, истиот круг на луѓе. Да. И сите тие се музичари и едноставно сега сме решиле да соработуваме со тие, пошто сме се нашли у муаветот наш, у фазонот на музика кој што го креираме. Извини, ке те прекинам, претходно сме имале, значи, концерти, Да, знам за тоа. Настапи со тие членови што сега се во Флека, значи тие музичари што свиреле претходно. Да. Меѓутоа претходно свиреле како индивидуалци, кои што секој од тие индивидуи си има свој бенд, настапува ваму, настапува таму, познати се, свираат едуцирани музички. Сега сме само споени во еден колектив наречен Флека. Така. Знам дека ќе имам публика за оваа музика, бидејќи може да согласите малце еднолично сето ова што моментално се случува на македонската сцена, пример. Тоа е нашата цел. Значи да можеме да понудиме нешто кое што во моментов сметаме ние дека му е, не знам, требно на овој период, на овој, како да кажам, на ова поднебие. Значи не се ограничуваме да бидеме само тука, не знам, Скопје или Македонија. Сакаме да бидеме, сакаме да пропагираме добра музика. Тоа ни е основната цел. Значи да пропагираме интелигентна, добра, слушлива музика, која што има некаков вкус во неја. Мислам, не сакам да коментирам, не сакам да подценувам жанрови или било кој друг, меѓутоа ова е нашиот избор. И сега на тие што им се допаѓа, супер, им се допаѓа. А верувам дека на повеќето луѓе кои што
немале можност сега да слушаат не знам колку македонска музика, сега им даваме малце поширок избор. Мислам, спектарот на различен жар на музика, различен вајб, различна енергија. Покрај песните со нов аранжман од Микроскопски организам ќе Чека малка побода за само поводите од вие дебата правите, повелете. Значи покрај овие песни од Микроскопски организам со нови аранжмани, следно се надевам ќе има и Авторски материјал, да. авторски материјали. Секако, па ние кон тоа целиме, значи не сакаме ние да бидеме кавер бенд и да препејуваме песни странски и да тераме така со публиката и да си правиме кариера таква. Сакаме да правиме буквално авторска музика и да ја презентираме таа, затоа што прашање е повеќе од музика и повеќе од текст, значи прашање е идеја, енергија која што треба да се сподели со публиката. Така да тоа е концептот, ние да се презентираме авторска музика и што повеќе да држиме будност према себе и останат. Тоа е целиот концепт на Флек. Движење. Така. Знам баш кога го промовираше Микроскопски организам, кажа дека предходните можеби албуми ти биле малце по-комерцијални, ама се враќаш на твоето, на она што Тонизен си го сака. Тоа значи дека и понатаму ќе си продолжиш. Точно, значи тие работи мора да ги разрешиме комерцијала, андерграунд, тоа значи не постои, така да ви објаснам. Значи тоа се некои термини кои што некои ги дали, тие се водиме по тие термини. Секоја музика која што се слуша и може секаде да допре, таа е комерцијална музика, нормално. Претходно пристапот бил друг во однос на жанрот, као можеш да кажеш по-клубски биле траките или звучеле електронско, сега звучат многу по-живо. И пак ќе си видат комерцијални затоа што ќе ги слушаат, но и да ќе видат достапни. Така да тие термини мора да ги разрешиме, да не се буниме многу, као се некојаш сум бил underground, па комерцијален, па сега пак правиме некој таков underground. Значи нема врска, тоа е една чиста илузија, никогаш не сум се водил по тоа, да, порано, нели? И филмови underground, рап песни и така, кој што никој не допирале никаде затоа што немало медиуми. Нормално и технологијата била назад, сега кога е напред технологијата и кога секој има можност да се направи свој медиум, значи да си има и свој портал и сајт и све, не постои више underground. Значи сега се комерцијално и секој се бори да си најде пат на свој начин затоа што секој има избор. И не постои повеќе тоа што било порано. Така затоа ти го правиме момент да нема забуна таква вако сум бил, така сум не, него ние правиме, создаваме, нудиме. Кој сака може слободно да го прифати и да се движи со нас, кој не сака има други правци, има други бендови, има друга музика, има многу информации од текот на денот и животот кој што може луѓето да си избират. Значи ние оставаме избор да си направат луѓето, не се наметнуваме, него едноставно на убав, благ начин пробуваме културен да представиме нешто ново, свежо. Царе нека е ново, ама свежо е, да. Ќе постоиме. Постоите. Да, постоиме. Да. Следно, после промоцијата? Па сега гледаме да се промовираме на пошироката публика. Мислам, сакаме да свириме. Знаеш, тоа е во основата. Сме направиле бенд и сега сакаме да свириме, срцето ни е пуно дека можеме да отидеме нека на некаков си настап. Имаме најави сега за настапи, не сакам да ги промовирам, дури не е тоа сигурно за да не кажам нешто што не е сигурно. Главно, сакаме да свириме, после одредено време почнуваме да спремаме материјал кој што е нов. Тој нов материјал главно ќе биде сличен на овој, меѓутоа ќе биде нов материјал и ќе биде конкретно направен за бендот, односно од бендот и за бендот. Дека, нели, као овој материјал е претходно, да, за тоа не. И во тоа ќе се разликува во концептот, иначе звукот е тој, бендот е тој. Следно, тие се следните планови. Не сакаме да планираме нешто многу во иднина, да идеме да скала по скала. И да поздравиме целата Флека. И да се изфлекаме убаво сите низ градот и држава и пошироко. Така е убава Флека да се справи. Благодарност на сите кои што ни дадоа поддршка. Мислам, вклучувајќи од пријателите до
нели спонзори и сите кои што ни даваат А поддршка. не само тоа, добро е да се слуша флека, пошто музичари добро свират, сериозно. Ја вако страна со сиги као рапери, ние не сме толку се едуцирани музички, а овие стварно се бркаат добро работата и ја да би бил публика би ги пратил цело време флека, искрено да ти кажам право пошто сако мој вкус. Нема подобра реклама. Нема реклама. Биди, ја да не сум флека и јави, ја слушам. Јави. Фала на поканата, Фала на сега поканата. нека друга прилика и бидете